Поштовани гледачи, вие сте со програмата на ТВ Канал ВИС, изборното представување на кандидатите за градоначалници во општините од Југоистокот, а оние кои што немаат предложено свој кандидат за градоначалник, но имаат предложено кандидатска листа, ТВ Канал ВИС упати покана до носителите на кандидатските листи. Во ова изборно представување, да напоменам бесплатно, наш соговорник е кандидатот за градоначалник на општина Конче од ВМРО ДПМН Златко Ристов. Господин Ристов, добро дојдовте во ТВ Канал ВИС и благодарно што ја искористувате приликата за бесплатно изборно представување. Да ги запознаеме нашите гледачи, па и вашите гласачи, кој е Златко Ристов? Најнапред ви благодарам за поканата да учествувам во вашата телевизија. Јас сум Златко Ристов, кандидат за градоначалник од општина Конче од редовите на ВМРО ДПМН. Роден сум 1978 година. Основно образование завршив во мојата општина, таму каде што се родив, општина Конче. Средно образование завршив во Струмица. Високо образование завршив во Скопје на Европскиот универзитет на Факултетот за безбедност на одсек криминалистика и детективи. Татко сум и сопруг, татко на 3 деца. Моето работно искуство се темели на 20 години работа во безбедностните структури, односно 8 години работев како припадник во специјалната единица Волци во склоп на армијата на Република Македонија. 5 години работев како припадник во единицата за брзо распоредување во склоп на Министерство за внатрешни и останатиот дел работам во повеќе, мислам во Министерство за внатрешни во повеќе позиции. Така, како се одлучивте на овој чекор да влезете во трката за градоначалник на општина Конче? Кој беше мотивот? Што ве мотивира? Мотивот беше, како и што спомнав претходно, јас сум роден во општина Конче, таму живеам. Поголемиот дел од, бидејќи станува збор за мала општина, поголемиот дел од граѓаните кои што живеат во општина Конче се или блиски пријатели или блиски роднини. И една од најголемите причини која што се одлучив е тоа што таму се родив, таму работев, јас потекнувам од земјоделско семејство, можам слободно да кажам, ги познавам најдобро проблемите на граѓаните кои што живеат во општина Конче и за таа цел сметам дека можам да го дадам најдоброто за нашите граѓани. Така, кои се имате ли од старт фокусирано области во кои што веднаш доколку ја добиете довербата на граѓаните би пристапиле кон решавање, кои се областите во кои што сметате дека треба да се работи или да го превртиме прашањето од другата страна, кои се главни проблеми според вас кои што нужно треба да се решаваат? Најпрвен, како и во цела Македонија, во нашата општина главен проблем е вработувањето. Значи, или ако можеме така да кажеме, како подпроблем би било иселувањето. Значи, како што знаете, на територија на цела Република Македонија, луѓето без да размислуваат се иселуваат, нагло се иселуваат. Прв проблем секако ќе биде да се заложам во изнаоѓање на решенија, односно на креирање на нови работни места. Втор проблем секако ќе биде инфраструктурата, а тоа е односно делот во образованието. Следен проблем би било водоснабдувањето. Знаете, ова е малце сензитивно прашање, но сепак морам да го спомнам, бидејќи во 21. век не сме и не може една општина да има проблеми со водоснабдувањето или со канализационите мрежи. Следно прашање на кое што ќе се посветаме е животната средина. Исто така друго прашање е патната инфраструктура и наредно нешто кое што ќе се посветам јас како градоначалник и со мојата, мислам, советничката листа е културата и спортот. Така, имате ли некои конкретни проекти кои што ги содржи вашата изборна програма, а кои што би сакале еве да ги потенцирате и уште еднаш да ги повторите? Верувам дека на вашите средби со граѓаните, со жителите им ги кажувате, но еве уште еднаш можност. Токму така, во конкретно од делот од проектите и програмата која што имаме изготвено, ќе бидат, значи, реконструкција на училиштата кои што ги имаме, кои што се изградени, да не точно не знам, него сигурно пред 40 години.
во делот на образованието во програмата и планот имаме вметнато отварање на центри за ран детски развој. Во моментот имаме еден центар, меѓутоа тоа е централизирано само во општина Конче. Сега граѓаните се соочуваат со проблем. Конкретно е моето село од кај што доаѓам, село Ракитец е оддалечено негде околу 12 километри. Сега на еден родител со бајле во 7 да треба малолетно дете, до градинка 12 километри да го однесе, па да треба да го врати, во тој поглед во програмата имаме вметнатно 3 села, односно населени места кои што ќе отвориме ова центри за ран детски развој, да ги потенцирам, тоа е село Долни Липовик, село Ракитец и село Девино. Во делот на образованието, во делот на водоснабдувањето, ќе ги реконструираме поголемиот дел, исто така како што реков и претходно, ќе извршиме реконструирање на водоводните мрежи, бидејќи станува збор за мрежи кои се повеќе од 30 години стари. Делумно, онамо каде што нема, по тоа што имам сознание, каде што нема канализациони мрежи, исто така ќе инсталираме, онамо каде што има, ќе ги реконструираме. Следно нешто, што ќе инвестираме е животната средина, ќе изградиме рекреативни зони, паркови, уредување на кејови покрај реките и други. Следно нешто, се извинувам, што ќе инвестираме во патната инфраструктура. Од прилика во програмата имаме вметнато околу 7 километри на локални и патишта и улици. Сметам дека ова бројка, доколку дојдеме на власт, сигурно, односно јас како градоначалник, ветувам дека сигурно ќе ја дуплираме. Нема да бидат 7, сигурно ќе бидат повеќе. Тука исто сакам да потенцирам за потегот, односно патот Рич Горни Липовик. Сега морам да спомнам тука многу најавуван од страна на премиерот Зоран Заев, кој што пред 4 години го спомна. За жал, денеска уште не е ни отпочнат, а камоли да е завршен. Ќе инсистираме, со залагање со средства од општината, тој е пат под надлежност на, мислам дека на Македонија пат, како регионален пат. Меѓутоа ќе смогнеме сили, ќе организираме средства и начини да тој пат отпочне, кое нешто би придонело за како директно, така и индиректно за инвестиции во нашиот крај, во нашата општина. Што значи, знаете, општина Конче гравитира со општина Струмица, општина Валандова, општина Штип, општина Радовиш и останатите општини Демир Капија. Така да сметам во делот на патната инфраструктура, доколку сме во можност, плановите и програмите им се да може инфраструктурно да бидеме поврзани со соседните општини кои се доста поголеми, изнаоѓање на можности за решавање околу делот со вработувањето и другите обврски. Во делот на културата и спортот, исто така ќе спомнам дека во делот на културата имаме културно-историски споменици кои датираат од 14 век, а се оставени вака на забот на времето, народски кажано. Сметам дека задолжително во мандатот од 4 години ќе ги обновиме, со тоа нешто ќе придонесеме за развој на туризмот во нашата општина. Исто така во село Конче имаме црква која исто така датира од 14 век. Планираме, исто кај истата да инвестираме, да ја возобновиме, сметајќи дека истата тоа ќе донесе за туристички развој во нашата општина. Така. Дали имате уште нешто да доданете за кое што мислите дека треба да го споделите и дали сакате нешто да им порачате на вашите гласачи? Би сакал да им порачам на граѓаните на општина Конче, на граѓаните на Република Македонија, сега е моментот да го дадат гласот за број 7, односно за партијата ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, за да создадеме подобра иднина со проекти, иднина со промени и иднина со победи.
Така, ви благодарам за гостувањето. А вас, почитувани гледачи, го следевте изборното представување на кандидатот за градоначалник на општина Конче, предложено од ВМРО ДПМН Златко Ристов. Како што кажав на почетокот, ТВ канал ВИС упати покана до сите кандидати за градоначалници и оние носители на кандидатски листи кои што немаат кандидат за градоначалник, но имаат своја кандидатска листа да бидат дел од изборното представување. Ние ги реализираме емисиите со оние кандидати кои што одговорија позитивно на поканата. Благодарност за вниманието, пријатно.